Një delegacioni udhëheq organizovandes ministri i Shëndetësisë Jovica Andovski dhe përfaqësues të Bankës Botërore vizituan spitalin e përgjithshëm të Kërçovës, ku pritën nga drejtoresha e spitalit Maja Cvetanovska Trajkovska dhe kryetari i komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski, ku prezantua koncepti për ndërtimin e spitalit të ri modern në qytetin e Kërçovës, afër rrugës magjistrale në ambientet e kazermës ushtarake. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Jovica Andovski tha se projekti kap një vlerë të planifikuar prej 1.38 miliard denarësh ose 22.5 milion euro dhe synon të përmirësojë ndjeshëm kushtet për diagnostikim, trajtim dhe shërbime urgjente, duke ofruar kujdes shëndetësor më cilësor për qytetarët e Kërçovës dhe rajonit. Нашата обврска е на овој долгогодишен проблем да му пристапиме сериозно и конечно да понудиме трајно, безбедно и функционално решение. Планираната инвестиција е процената на околу 1,38 милиарди денари, односно 22,5 милиони евра. Концептот предвидува болница, нова болница, значи нов објект со капацитет од 80 до 120 болнички кревети, современа медицинска опрема, соодветни услови за диагностика, ургентна помош, специјалистички услуги и болничко лекување. Објектот треба да располага и со нови електрични, водоводни и климатизацијски системи, медицински гасови, противпожарна и сеизмичка заштита, како и посебен пристап за итни возила. Предвидени се и пристапни патеки, паркинг простор и целосно уредување на околината. Моментално се вршат, моментално разговарахме сега со представниците на Светска банка, значи во рок од 3 до 6 месеци треба да се подпише договор и да се почне со проектирање. Станува збор за избрана нова локација, поточно ќе ви каже и градоначалникот, тоа е нова локација отприлика кај касарната. Во таа локација ќе се гради целосно нов здравствен објект. Kryetari i komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski u shprehi lumtur që më në fund do të zgjidhet një ndër problemet e kahershme të qytetarëve të Kërçovës. Апсолутно и тука ги вложуваме максимално ние нашите сили и напори заедно со директорката, заедно со Министерството за здравство, заменикот министерот и цела администрација која тука функционира во однос на решавање на проблемов. Еве конкретно веќе имаме соработка со Светска банка која ќе го финансира тој проект. Како што кажа заменик министерот, локацијата ќе биде кај Кичевската касарна, бидејќи таму е најдобар пристапот за сите наши населени места, а исто така и од соседните градови ќе имаме што побрз транспорт доколку е потребен на пациенти до болницата и од болницата, и ние како локална самоуправа наша заложба е нормално да имаме што подобри услови овде за нашите пациенти, бидејќи како што сте сведоци, еве сега во летно време доста наши сограѓани доаѓаат од странство, за жал се случува и тие да се разболат, да имаат потреба, и тука неколкократно се зголемува потребата за нивно згрижување, така да од огромно значење ќе биде за сите наши сограѓани да го решиме овој проблем што побрзо, и мислам дека за многу краток период, како што напомна заменик министерот, сега ќе пристапат кон проектирање, меѓутоа многу побрзо би се почела и завршила таа нова болница, отколку да се врши преадаптација на овој веќе старо нов објект, како што знаеме ние да го кажеме, кој веќе е скоро 40 години, и мислам дека тотално ќе биде неупотреблив, а особено од онај аспект што ви кажувам за пристап на граѓаните, да им го олестиме пристапот, паркирањето и грижата. Edhe drejtoresha e spitalit të përgjithshëm të Kërçovës, Maja Cvetanovska Trajkovska, u shpreh lumtur nga angazhimi i qeverisë në zgjidhjen e këtij problemi. Нормално задоволна сум, презадоволна од заложбите на Министерството за здравство и владата на Република Македонија. Ова е втора посета на Светска банка. Самата посета ни влева надеж дека ќе се случува нешто со нашата долго очекувана болница. Во оваа болница, знаете, располагаме со кадар кој заслужува да работи, како што спомена заменик министерот, достоинствено, работи вредно, значи покриваме голем број на население, така да сме во големи очекувања, имаме голема надеж дека конечно ќе се реши нашиот проблем и ќе работиме во добри инфраструктурни услови, во достоинствени услови, со добра опрема, ќе може да излеземе во пресред на нашите граѓани од граѓаните од околината и ќе ги покриеме сите потреби на населението кој што заслужува да има решение на секој здравствен проблем во сопствениот град.